Нема човек кој не греши, а на најголемиот христијански празник на сите православни христијани кои искрено ќе се покаат и ќе побараат прошка од Исус Христос, ќе им бидат простени гревовите, бидејќи тој со неговите страдање и воскресение ги искупил сите човекови гревови. Великден се празнува и се слави во име на пожртвуваноста на Исус за луѓето, за љубовта со која се сакаат ближните, но и во име на простувањето. На Великден во име на традицијата со црвени јајца се оди на гости, за да се соопшти радосната вест, веста за Христовото воскресение, за спасението, кое пак ни дава сила да веруваме дека нашето постоење има смисла. Великденските јајца се обележје на големиот христијански празник Великден. Јајцата се вапцаат и се украсуваат во текот на Велики четврток и Велика сабота. Има различни легенди за традицијата за вапцање јајца. Едната од нив е дека кога Исус Христос бил раскнат на крстот, една кокошка дошла и под него снесла јајце. Крвта од лицето на Исус капела врз него и го обоила во црвено. Затоа првото јајце се боядисува во црвена боја. Друга легенда вели дека Марија Магдалина отишла кај римскиот император Тиберий и му однала црвено јајце, кажувајќи му ги зборовите «Христос воскресна» и му раскажала за воскресението на Исус. Според црквата, домаќинките треба да се придржуваат до тоа да вапцаат само црвени јајца, а не шарени како што претежно ги прават домаќинките, бидејќи црвената боја ја символизира крвта на Исус Христос. Јајцето е символ на воскресението, црвеното, значи јајце, црвената боја е слика на крвта Христова, така што тоа е народна традиција. Значи, преданието вели дека една од жените мироносици кога отишла во Рим, кај царот, кај кесарот, му дава црвено јајце, му рекла Христос воскресна. Значи, 48 недели сме постеле и ете после вратењето околу црквата и после светата литургија, веќе верниците првата мрсна храна е, би рекол, токму јајце, великденското јајце. Се разбира дека не треба во шарени бои, во други бои, бидејќи ако веќе црвената боја ја символизира крвта Христова, треба да бидат црвени јајците. Значи, погрешно е вапцувањето во друга боја или во шарена боја. Значи, добро е да се сите домаќинки придржуваат на тоа, великденските јајца да бидат со црвена боја. На Великден сите се подсетуваме дека треба да се радуваме за туѓите успеси и да сочувствуваме за болката на другите. Но сепак, брзото темпо на живот, многобројните активности и обврски, потребата и желбата за успех и кариера се повеќе не оддалечуваат од најблиските. Се помалку време од работниот ден и од викендот издвојуваме за посета на роднини. Ни останаа само празниците мотив за заеднички ручек со семејството, но и пријателите. Токму затоа, убавината и големината на Великден ја согледуваме во моќта да не спои со најблиските.